Во тема на денот, како што најавив, моја гостинка Јованка Тренчевска, подпредседателка на СДСМ и поранешно министерка за труд и социјала. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Ќе почнам со предлогот на СДСМ, представен вчера, за измени во законот со кои минималната плата треба да порасне на 36.960 денари, нешто повеќе од 600 евра. Зошто ваков предлог и зошто напуштање на формулата која се поведе токму во вашето време како министерка? Може би беше една од првите работи која ја направивте кога дојдовте во секторот труд и социјала. Така, за да објаснам зошто го поднесовме овој предлог на закон за измени и дополнување на законот за минимална плата, сакам само накратко да се вратам наназад, кога дојдовме 2016 на власт. Платата минимална беше 10.080 денари, меѓутоа не за сите сектори. Трудоинтензивните сектори има минимална плата од 8.000 денари, да во 2017 ги изедначиме сите дејности во државата со минимална плата и ја зголемиме на 12.000 денари. Во 2022, кога станав јас министерка, донесовме во преговори со синдикатите и со работодавачите, тоа е целта всушност и на Економско-социјалниот совет, влада, работодавачи, синдикати да седнат и да преговараат за минималната плата и за се она што значи подобри и поголеми работнички права, донесовме политичка одлука да се зголеми минималната плата од 15.200 на 18.000 денари и да воспоставиме еден систем во зголемувањето на минималната плата. Тоа е таа методологија која што е 50-50. Значи, покрај воспоставувањето на методологијата, владата во услови кога тоа го бараат работниците, меѓутоа тие барања се издржани кога имаме повисока инфлација во државата, за да се зголемат платите, за да се обезбеди еден подостоинствен живот на работникот и на неговото семејство, владата треба да носи политичка одлука за зголемување на минималната плата надвор од она што значи методологија. Но од тогаш не се напушти никогаш таа формула, 50% од зголемувањето на цените, односно инфлацијата, 50% од растот на просечната плата. А дали ваквиот предлог сега значи дека таа формула не била добра? Видите, во меѓувреме, кога од 2022 до 2024 имавме ние во тој период економска криза, ценовна криза, енергетска криза, имавме и антикризни мерки кои што значеа и повеќе пари во семејствата. Значи беа таргетирани и работниците со минимални плати, и семејствата без приходи, и пензионерите, за да можеме да обезбедиме повеќе приход во секое семејство. Ова носењето на една политичка одлука не значи напуштање на оваа методологија, туку интервенција на владата да се подобри животниот стандард на граѓаните. Ние годината ја завршивме со 4% инфлација, но во реалноста, во маркетите цените растат многу повеќе од она што е реален процент на инфлацијата. И во ваков момент владата не смее да бега од тој диалог помеѓу работниците и работодавачите, да ги остави тие сами да се договорат, а знаеме дека никогаш нема да има договор помеѓу работникот и работодавачот во однос на зголемувањето на минималната плата. И она што е многу важно во тој период кога ги носевме сите овие покачувања, зголемување на минималната плата, ние имавме и одредени бенефиции за работодавачите. Тоа е законот за поддршка на исплата на минималната плата, односно делот придонесите да ги исплаќа владата. И затоа ако владата смета дека или пак работодавачите сметат дека тоа ќе биде некаков поголем терет, а нема да биде терет за самите нив. На крајот на денот профитот на секој работодавач го прави работникот и благодарение на трудот кој што го вложува работникот на своето работно место,
капиталот се оплодува, односно профитот се зголемува на работодавачите. Споминавте вие дека многу кризи имаше во изминатите години, фактот дека граѓанинот е осиромашен од сите тие кризи. Во 2022 година, за која што зборувавте, имавме рекордна инфлација од 14,2%. Во тој момент, ова зголемување за кое што зборувате од околу 12% беше представено како голем чекор за помош на тој стандард кој што е загрозен од тековните кризи. Оваа година завршивме со околу 4% инфлација, а барате зголемување на минималната плата за околу 50%. Како ја објаснувате оваа диспропорционалност на она што кога сте можела, сте го направила, со ова што сега кога вие не можете, односно не го носите товарот на последиците, го барате да го направи некој друг политички чинител? Во времето на економската глобално светската економска криза, секаде во светот беше инфлацијата толку голема да постепено почнуваше со надминување на кризата се намалува таа инфлација. Денес имаме ние плата од минимална плата од 24.379. Значи имаме час на работникот вреден 138 денари, односно 2,2 евра. Работникот кој што работи на минимална плата толку е платен или дневница од 8 часа изнесува 1100 денари. Дали 1100 денари се доволни за да можеме да обезбедиме достоен, пристоен, хуман, човечки живот на едно семејство кое што живее со една или две минимални плати. Во меѓувреме, ние ја следиме и синдикалната минимална кошничка која што во декември 2025 година е зголемена за скоро 1000 денари, 921 денари, изнесува 66.413 денари, односно 2,8 минимални плати е потребно на едно семејство за да може основните своји екзистенцијални потреби да ги задоволи. И ова не е плата за достоен живот. Не е плата за едно нормално функционирање на едно 4-члено семејство, дополнително што постојано имаме зголемување на цените во маркетите, постојано зголемување на режиските трошоци, парно, струја. Значи, се тоа да не зборуваме за некаков културен живот за да може да одат на театар, во кино или на било која друг вид на културна забава, на одмор и рекреација. Од тие причини го поддржуваме барањето на синдикатите. Имаме легитимно право како Социјалдемократски сојуз, враќајќи се наназад на оние политики кои што ние сме ги креирале во делот на минималната плата, имаме легитимно право да бараме да минималната плата се зголемува и да го поддржиме работникот во своите барања. Впрочем, и една од вредностите, идеолошките вредности на Социјалдемократскиот сојуз е токму поддршката на синдикатот, односно работничките права. И целосно се согласувам со и бројките кои што ги кажавте, навистина е така, никој не може да биде против раст на платите, јас не можам да бидам против раст на платите, јас работам за плата, знам колку секој денар на крајот од месецот е значаен. Платите мора да растат, но проблемот е напуштањето на формулите и напуштањето на индикаторите, и за платите и за пензиите. Владата го напушти системот на формули во делот на пензиите, што исто така може и вие го толкувавте и како еден вид на политичка манипулација. СДСМ тврди дека наесен може да ни се случат избори. Владата ако сега напушти формули кои што се законски, може да се свати тоа како политичка манипулација со гласачите. Така, и од друга страна двојните стандарди. Ако велите сега дека треба да порасне за 50% платата, зошто за 50% не порасна вкупно минималната плата во целиот мандат на СДСМ како влада? Политичка манипулација, ако го земете бројот на работници и платите кои што ги имат, она што ние сега го правиме, не би рекла дека е политичка манипулација, туку е прифаќање на барањата на работниците. Еден работник или двајца во семејството со минимална плата треба да се грижат за своите деца.
тука е образованието, здравството, сите исхраната, се она што е неопходно за едно семејство да му обезбеди на своето дете еден пристоен живот. Вие со 24.000, ако се зголеми по формулата, по методологијата минималната плата, ќе се зголеми некаде околу 1.700 денари, значи ќе дојде до 26.000. Дали со 26.000 можеме да обезбедиме пристоен живот за едно семејство? Не можеме да обезбедиме. И ова не е напуштање на методологијата. Ова е интервенција на владата, секоја влада треба да се грижи за своите граѓани, за да обезбеди попристоен живот на граѓаните. Повисока плата значи и повисоки трошоци за компаниите. Кога ќе се каже бизнисмен или компанија, сите прво мислиме на оние најголемите, оние кои имаат високи маржи, кои остваруваат големи профити, но тоа не е така. Најголемиот дел од фирмите се мали предпријатија, па и особено надвор од главниот град. Така. Врз кои ваквата одлука или интервенција, како што велите на владата, може да биде сериозен удар, да бидеме реални. Зголемувањето на минималната плата ќе направи притисок врз целиот платен систем. Нема да биде тоа интервенција само кај тие неколку илјади граѓани кои што имаат најниски плати, изедначувањето ќе биде демотивирачки за останатите работници во системот, што значи дека ќе мора да има едно зголемување на платите на сите нивоа. Фирмите не можат, тврдат дека не можат да го издржат тоа, особено оние помалите компании и оние надвор од главниот град. Ако дојдат до затворање на работни места, до отпуштања, наместо до раст на животниот стандард и подобрување на стандардот на граѓаните, кој ќе ја носи тогаш одговорност? Вакви реакции од страна на работодавачите имаше и во времето и ние кога ја зголемувавме минималната плата и особено во 2022 кога зголемивме на 18.000 денари, истите реакции како што сега се реагира беа и тогаш. Ниедна фирма не затвори, ниедна фирма не тие изгубија дел од својот профит. Меѓутоа и понатаму беа рентабилни и ги сервисираа сите обврски кон граѓаните. Така да затоа нека оваа влада има добри пракси од минатото. Нека воведат, нека го донесат измените на законот за минимална плата со кое што ќе се одобри или ќе се понуди финансиска поддршка, особено на малите и средните предпријатија, за уплата или финансиска поддршка во делот на разликата на придонесите од сегашната минимална плата до она минимална плата која што ќе биде прифатена од согласно законот кој што ние го поднесовме. Така да има многу можности на владата ако сака и да донесе повеќе приход, да го цени трудот на работникот пред се, да овозможи повисока минимална плата, апсолутно повисоки и останати плати, меѓутоа и да гарантира за понатамошната рентабилност на малите и на средните предпријатија со еден ваков закон. Она што е од сите работници изјава дека со овие плати, навистина во ова време, ние континуирано имаме зголемување на се, што значи потреба на работникот за еден пристоен живот. Добро, ќе придам и на другите теми. Најавени се одредени разговори помеѓу владата и синдикатите околу ова прашање, ќе видиме кој ќе биде исходот. Се надевам дека ќе има слух владата за да може да ги зголеми платите онака како што бараат работниците. Влегоа останатите политички партии во еден диалог кој следеше по лидерската средба за укинување на пржинската влада. СДСМ се противи на ваквиот предлог, на ваквата можност. Прашањето за укинување на пржинската влада всушност првпат се отвори во времето на владењето на СДСМ и СДСМ имаше позитивен став кон ваквата можност и ВМРО ДПМН имаше позитивен став и останаа конзистентни на тоа дека вакво решение повеќе не е потребно, создадени се демократски механизми, институционални капацитети за спроведување на фери демократски избори без вакви решенија. Зошто СДСМ го промени ставот? Затоа што укинувањето, воведувањето на техничката влада беше со консензус на сите политички партии. И укинувањето на
техничката влада треба тој пример да го следи, значи со консензус на сите политички партии, особено на големите опозиционни партии, во случајот Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И кога се донесе законот, измените на законот за влада, всушност беше предвидено техничката влада да трае само за изборите во 2016 година. Во 2019 година на барање на тогашниот лидер на опозицијата, денес председател на ВМРО-ДПМНЕ, односно председател на владата, на негово лично барање како представник на ВМРО-ДПМНЕ, беше тргната оваа одредба и измената одредбата во законот за влада да и понатаму продолжи функционирањето на техничката влада. Кога ќе созрят демократските услови во државата, тогаш и ние би биле согласни да немаме повеќе техничка влада пред секои парламентарни избори. Меѓутоа во моментот не се условите такви, за да можеме да кажеме дека техничка влада нема да има. Добро, не се споредуваат со периодот пред 2016 година, кога и меѓународните не се споредуваат со нотира. периодот кога СДСМ беше на власт. Зошто? Демократијата беше многу поголема во времето на владење на СДСМ за разлика од сега. И во овие услови, локалните избори, и јас бев сведок на сето на влијание кое што го имаше, негативно влијание во однос на демократијата во државата, што го имаше за време на локалните избори од страна на Министерството за внатрешни работи и центрите за социјална работа во сите градови. Какви уцени имаше врз граѓаните од страна на овие институции. И вие сега во овие услови да кажете да, ќе важи техничката влада за овие избори, следните кога и да се, за оние понатаму нема да важи. За овие ќе важи. Да. Понатаму, зависно од состојбата во државата, политичките партии треба да седнат и да разговараат. А од сега ние да предвидуваме за 4, 6, 8 години, кога и да се оние после овие избори парламентарни, треба тогаш да се разговара и тогаш политичките партии да се договорат дали е потребно или не е потребно да имаме техничка влада. Во овој момент е неопходно за да ги заштитиме од една страна институциите, меѓутоа од друга страна граѓаните да слободно си го изразат своето право на гласање за одредена политичка опција за кој што тие сметаме дека е неопходно да остане техничката влада. Го споменавте МВР, а и во контекст на изборите, СДСМ се противи на системот Safe City кој од утре ќе почне да функционира. Изненадувачки позитивни се реакциите на граѓаните за воведувањето на еден ваков систем кој треба да стави некаков ред и да ја зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Секаде во светот, речиси, во сите поразвиени градови и држави, ваков систем има, технологијата се користи за добро. Зошто СДСМ остана надвор од овој процес и не даде поддршка на неговото започнување? Погрешна е перцепцијата дека СДСМ се противи на Safe City. СДСМ е за проектот Безбеден град, затоа што навистина носи придобивки за сите граѓани. Особено за безбедноста на граѓаните во сообраќајот. СДСМ не гласаше за законот за прекршоци. Законот за прекршоци не е безбеден град. Нема безбеден град без законот за прекршоци. Да, меѓутоа е многу поважен кривичниот законник. Затоа што ние поднесовме амандмани. За нас апсолутно, и ние во времето на владењето, кога владата ја предводеше СДСМ, го реализиравме, значи, и тогаш тече процесот за воспоставување на безбеден град, Safe City, како и да е. Меѓутоа, во делот која се носеше кривичниот законник, поднесовме амандмани. Што со податоците во системот на безбеден град? Како ќе се чуваат? Да нема... Скептични сме дека, се сомневаме дека можно е да има злоупотреба. Преку се онаа што значи личен податок во рамки на системот безбеден град. Вие знаете подобро од мене од кога камерите, рековте, подготвителната фаза е почната многу одамна. Не ја почна
владата на ВМРО ДПМН, туку владата на СДСМ. Тие камери беа таму, снимаа, собираа одредени податоци и еве ние како граѓани не знаеме што се случувало со тие податоци во времето кога СДСМ бил на власт. Да, ма сега ги имате насекаде. И демократскиот капацитет е различен на СДСМ и ВМРО ДПМН. Ама тоа така вие тврдите. Не тврдам јас, тоа е и граѓаните го зборуваат. Да, сме имале грешки во одредени сегменти на владењето, затоа сме сега и опозиција. Меѓутоа, демократскиот капацитет на СДСМ и на ВМРО е различен, на позитивно кон СДСМ, негативно кон ВМРО. Ајде во контекст на тоа. И затоа во тој контекст имавме поднесено амандмани на кривичниот законник да овие податоци во рок од 48 сата се бришат од системот, а само со барање на обвинителството и на судот да можат да одредени податоци да бидат достапни доколку има одредени судски процеси. Тој амандман не беше прифатен. Меѓутоа, и покрај тоа што амандманот не беше прифатен, СДСМ гласеше за кривичниот законник, и затоа што има одредени одредби кои што се однесуваат на родово базираното насилство, на насилството врз жените, усогласувањето со Истанбулската конвенција, која што представува еден меѓународен документ кој што е одличен во делот на превенција и заштита на жените од насилство, и затоа го поддржавме и покрај сите останати одредби кои што сметаме дека не се добри, го поддржавме кривичниот законник. Имаше јавна расправа на барање на опозицијата, на СДСМ заедно со коалиционните партнери, да се одржи ваква јавна расправа. Слушнавме одредени забелешки и коментари од експерти во областа, адвокати, професори, граѓански организации кои што работат на оваа проблематика. За жал, власта немаше слух ниту за едно од барањата и коментарите на луѓето кои што беа дел од јавната расправа. Не прифатија ниту амандман, ние сите тие барања ги преточивме во 9 амандмани, и ниту еден амандман не беше прифатен, меѓу кои имаше забелешки токму и за податоците во Safe City. Така да само сликувате ева околу бришењето на податоци. Имавме еден трагичен случај во Скопје во кој податоците од Safe City доведоа до делумно и до расветлување. Зборувам за случајот на Вања. Ако ние ги збришеме за 48 часа тие податоци, може вакви случаи, не дај Боже, да не бидат веќе достапни. Не, на серверот стојат. И тие податоци може да се земат по барање на обвинителство. И тие ќе си стојат одредени, апсолутно. Јас патувам често до Струмица Скопје. И патувам и низ Македонија како пратеничка, меѓутоа и сега подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За мене безбедноста на сообраќајот е пред се. Знам како се вози, особено во летните периоди кога имаме голема фреквенција на патиштата, и буквално го поддржувам Safe City затоа што и мојата безбедност ќе биде зголемена или ја има. Така и не само сообраќајна, туку и генерално, затоа што е навистина значајна. Апсолутно генералната безбедност, но оној амандман кој што го поднесе СДСМ, власта требаше да има слух и да го прифати. Се вратам на оно што го споминавте за демократскиот капацитет на СДСМ како констатација од ваша страна дека е далеку поголем од оној на ВМРО ДПМН, па јавноста се прашува како се изгуби тој демократски капацитет, за да секој оној кој што излезе со критика за раководството од кое што вие сте дел, беше буквално оцрнет и распнат од актуелното раководство, без никаков слух за некоја натрепартиска дебата, оставање на можност за различни мислења. Каде е тој демократски капацитет? Видите, кога се работи за внатрешно партиски прашања или забелешки во делот на функционирањето на партијата, дебатата треба да биде внатре во партијата. Не треба да биде на социјални мрежи, не треба да биде во медиуми. Зборувам за внатрешно партиски проблеми или забелешки во делот на функционирањето. И за оние партиски другари за кои што велите дека беа отцрнати, повеќе пати се биле внатре во
партијата на разговор со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се биле повикани за да се слушне нивната забелешка. Ние пред недела ден имавме конгрес на партијата. Највисокиот орган на партијата, и јас искрено се радувам што конгресот помина во една одлична, позитивна атмосфера, со голем број на дискусии од страна на делегатите кои што се на овој конгрес, и не беа, имаше и конструктивни критики, затоа што таму е место да кажеме која е нашата забелешка во делот на функционирањето со цел да се подобри функционирањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И секако дека како раководство сите овие критики кои што беа забелешки на беа дадени забелешки на функционирањето на СДСМ ќе бидат разгледани, ќе бидат прифатени, затоа што и нашата цел е подобро да биде организиран и подобро да функционира Социјалдемократскиот сојуз. Предлог за избор на претседателите на општинските организации од членството, а не од лидерот, е прифатлив за раководството? Апсолутно, затоа и сега го правиме планот внатре во партијата, за да можеме сите оние предлози кои што беа во делот на што ќе значат измени на статутот на Социјалдемократскиот сојуз, да отвориме дебата внатре во општинските организации. Со секој член, па дури и со секој граѓанин кој сака да даде придонес за подобро функционирање на СДСМ, ќе отвориме и на следниот конгрес сето она што е дојдено од општинските организации, од местните организации како предлог да биде дел од идните измени на статутот за подобро функционирање на Социјалдемократскиот сојуз. Ако членството навистина сака да имаме непосредни избори за општинскиот претседател, апсолутно е прифатливо за нас. Затоа што тој е дел од конгресот, затоа што тој влие на изборот на раководството. Апсолутно, претседателот е делегат на конгресот и треба, и затоа реков дека ние сме со поголем демократски капацитет. Добро, ама прифаќање на јавна критика е дел од демократски капацитет, не само на тајна критика за затворени врати. А нашиот аналитички центар има одредени информации, потврдени од повеќе извори, за однесувањето и за сето она што го прави власта за да ја подри, за да ја ослаби уште дополнително, да го ослаби Социјалдемократскиот сојуз од внатре. И ваквите изјави низ медиумите, на социјалните мрежи и формирањето на одредени дополнителни политички партии се е со цел како уште повеќе да се ослаби Социјалдемократскиот сојуз, особено во моментите кога излегува со обзнанување на криминалите на оваа власт, со разни тендерски шеми кои што се со докази објавени во медиумите од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Така да не е тоа да се оцрни некој, напротив, сме за дебата, затоа што само со една конструктивна критика партијата може да оди напред. Јованка Тренчевска во тема на денот, благодарам за гостувањето. Ви благодарам.